Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Македонска владина делегација предводена од премиерот Христијан Мицкоски изминативе 2 дена присуствуваше во работна посета на Унгарија, каде беше одржана и заедничка владина седница. Македонија може да смета на поддршката од Унгарија на незиниот евроинтегративен пат. Процесот на зачленување на Македонија во Европската унија трае премногу долго, а за тоа не е одговорна Македонија, туку членките на Европската унија. Изјави во Будимпешта унгарскиот премиер Виктор Орбан на заедничката пресконференција со македонскиот премиер Христијан Мицкоски. Безбедносната состојба во Европа беше исто така тема на меѓувладината средба и двајцата премиери искажа поддршка на САД. Кажав на господин премиер дека ние се караме со оние држави од Европска унија, кои ни се исто така пријатели и наши сојузници, но решија дека Украина мора да продолжи со војната. По наше мислење, продолжење на војната е лошо, опасно и грешка. Заедно да потикнеме и поддржиме Европа да завземе, би сакал да потенцирам, поинтензивна улога во процес на постигнување траен и одржлив мир во Украина, преку партнерство и сојузништво со Соединетите Американски држави. Е срамно што овој процес толку бавно оди напред, а за тоа не е одговорна Северна Македонија, туку ние членки на Европска унија. И јас не гледам друго решение за подобрување на конкурентноста, освен продолжување на процесот на проширување. Тоа што македонските граѓани го дадоа за реализирање на оваа стратешка цел, која што за жал не е поместена од состојбата која што беше пред 20 години, е навистина безценето. Односно, цената е толку голема што не може да се утврди. Премиерот Христијан Мицкоски во рамки на теренските посети на општините каде што срцето е дома, во организација на Министерството за локална самоуправа денеска ќе присуствува на отпочнување на реализација на проектите во општина Илинден. При посетата на општина Илинден, Мицкоски ќе биде придружуван од министерот за локална самоуправа Златко Перински и неговиот заменик Ерчан Селими. Тие ќе одржат и работна средба со градоначалникот на општината Александар Георгиевски. Воедно премиерот со министрите и градоначалникот ќе изврши увид на проектите кои општината Илинден ги реализира со средствата од државниот буџет, одобрени на првиот јавен повик за финансиска поддршка за инфраструктурни проекти. Работодавачите го одбија предлогот на синдикатите за зголемување на минималната плата. Велат дека за 40% раст на платите очекуваат да има и 40% зголемување на продуктивност. Од власта го обвинија претседателот на синдикатот дека работи за опозицијата. Лесно да се каже 30.000 денари, ама тоа е во однос на сегашна минимална плата над 40%. Со што ние зголемивме 40% продуктивност во Македонија, па да ја качуваме минимална плата 40%. И кое е оправдување да нашата минимална плата ќе изнесува 72% во однос на прошла плата, што го нема никаде во Европа. Значи ние се тоа обични желби од страна на синдикатите кои ги успеаја да ги наметнат во јавноста во последниот период. Слободан Трендафилов како синдикалец одмолчи кога Талјат Џафери пцуеше вработени во собранието, не реагираше на сексуалните напади врз припаднички на армијата од страна на старешини, премолче систематско деградирање на работникот во време на СДС, за сега наеднаш како на тастер да се буди од зимски сон. Слободан Трендафилов нема автентично делување. Тој го пресликува СДС. Придонесите за пензиско, здравствено и социјално осигурување ќе бидат замрзнати на просекот од последните 3 исплати и тоа во траење од 1 година. Ова значи сигурност и предвидливост за компаниите, но и повисоки приходи за работниците. Иако за зголемениот износ на платата нема да се плаќаат придонеси, државата и понатаму ќе исплатува 10% данок на личен доход, што ќе донесе 58,5 милиони евра во буџет. Хаос во српскиот парламент, од шок бомби до